Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Добро вечер, добар ден, добро утро, како сакате, во зависност од тоа дали ја гледате вечерва премиерата или ќе гледате репризно некое време од ова издание, а може да го гледате, знаете веќе, 24/7, 365 дена во годината на овој нашиот YouTube канал на Курир. Како и секогаш, нови, ексклузивни, поразлични гости во Ништо лично, кои имаат многу тоа лично да кажат, ама ние немаме ништо лично против она што го кажуваат. Се надевам, ниту вие, напротив. Ке дознаете некои работи кои сте ги знаеле, ама не сте биле сигурни, ке дознаете некои работи кои сте ги наслушнале, ама не знаете дали е така или не е така, ке дознаете некои работи кои никогаш не сте ги слушнали, за прв пат ќе ги воспремите, а нашите гости се секогаш тука за да отворат душа. Сушност, ова е еден вид на вербален стриптиз, само што не се совлекуваме телесно, туку ја разголуваме душата. А денес ќе разголиме душата на една специфична, интересна, необична, несекојдневна, па и ретка професија во Македонија. Се работи за професијата сомелиер, ама нема да зборуваме само за професијата, туку и за она што е тесно врзано за овој занает, ајде да го наречеме. Знаете, велат, во виното е вистината, дали е така или не е така, не знам, или понашки што би рекле, она што трезен мисли, пијан говори, ама тоа е тема на муабет и дел од прашањата кои ќе ги разговараме со нашиот гостин. За виното има многу вистини и многу митови. Ќе се обидеме да ги разопличиме, да ги потврдиме или негираме едните и другите. Ќе зборуваме за виното и винската култура во светот и во Македонија, ќе зборуваме за тоа како се дегустира виното, ќе зборуваме за врстите на вино, за спарувањето на виното и храната, ќе зборуваме за многу нешта кои се поврзани за, како го нарекуваат, пијалокот на боговите, познат уште од најстарите антички времиња. А за тоа не може да биде никој друг посоодветен гостин отколку овој нашиот денешниот. Човекот кој пред повеќе од 20 години влегува во светот на гостителството и се запознаа со виното и винската култура и за да стигне денес до овие вински височини, и тоа како човек кој ќе работи на брод. Повраќањето во Македонија ќе навлезе длабоко во така наречените вински води, ќе стане и самиот сомелиер, а денес е председател на Сдруженијето на сомелиери на Македонија и еден од основачите и основоположниците на Скопскиот вински салон, како што го нарекуваат, зашто не е фестивал, туку е своевидна манифестација која го велича, презентира, промовира виното и винската култура. Да не зборувам многу, велам. Добре ни дојде Александар Вучковски, или ние како што го нарекуваме Вучко. Здраво. Драго ми што сум овде. Драго ми и мене што те имам на некој начин колеги, заради тоа што и самиот беше ТВ водител, презентер, како сакаш наречи го, но со она што се вели професионално познавање на виното и винската култура. Споменав на почетокот дека со угостителството воопшто, ама и со веројатно и со винскиот свет и винската култура се запозна пред повеќе од 20 и кусур години како човек кој работел на големите прекуокеански крузери. Колку пред тоа знаеше за виното и се она што се врзува за него, колку таму научи и колку тоа ти помогна да бидеш она што си денес. Да, супер, драго ми што сум овде, фала ти за поканата. Ќе поразговараме малку околу виното, како што кажа. Па искрено не знаев толку многу, меѓутоа ја имав некоја она основа што се вели, затоа што јас пред се сум школван угостител. Значи јас сум пред се готвач по професија, кој пред да заменам на брод имав некои 7-8 години веќе работно искуство како шеф, што би рекле да. Шеф, помодерно, да. Па добро, искрено не бев шеф тогаш, бев готвач, чирак. Помошни готвач, чирак, да, колку можеш да видиш на 19 години, меѓутоа ние пред се во средното угостителско училиште морам да ги пофалам едно најтемелните, би рекол деталните средни училишта, затоа што се учи доста терминологија, се учи доста теорија,
Виното беше спомнато, меѓутоа искрено не во некои детали, затоа што сепак вие сте во средно училиште, се уште малолетни. Потоа 7-8 години низ скопските хотели и ресторани имав некое така интересно основно искуство, но искрено пред да заменам брод, мало, ништо, основно. Таму веќе, што се вели, навлезе чевијата. Имаше доста тури по винарии, пред се во Шпанија, во Калифорнија, во Италија, да. Дел од гостите одат, па ти им се придружуваш како персонал, па потоа учиш доста од некоја достапна литература што беше во тоа време, тогаш нели немаше овие се онлайн литератури, да. Книга old school, ќе отидеш ќе си купиш корица, ќе ја искинеш малце и така. Многу гости предавачи ни доаѓаа на брод, значи сомалиери, енолози и сопственици или бренд менаџери на познати италијански и шпански винарии. Посебно исто додека бевме во Америка, Напа Вали доаѓа доста калифорниски енолози, каде што ни одржува кратки, меѓутоа многу онака ефективни предавања околу почвата, околу нивните вина. Мини курс, што ви рекол. Да, по неколку часа, но нели кога имаш повторување од неколку пати веќе се формира една целина. И така, тоа беа почетоците, да ти кажам, потоа успеав некако да дојдам хиерархиски до една од најпосекуваните позиции во круз индустријата, а тоа е Сомалија, каде што доаѓаш веќе во пристап на, прво влегуваш во тој еден така наречен джуниор сомалиер, да не кажеме те чирак понашки, каде што буквално полираш чаши по цели денови и дзиркаш преку рамења на поглавните сомалиери како отвараат, што пробуваат и така натаму. И потоа нели градацијски влегуваш до онаа позиција сомалиер, каде што имаш веќе пристап до многу интересни, убави, квалитетни, па и скапи вина. И служејќи ги, работејќи со тие вина, служејќи ги на гостите, веќе нормално дека многу се учи. Тука многу се учи веќе и при формирање на винска карта и теорија се учи. Умеѓувремено продолжија оние посети од менаџерите. Ние продолживме да одиме на тури и едно веќе 2000 ќе му дојде 2003 ви рекол, помеѓу 2003 до 2006 тие 2,5-3 години беа доста интензивни. Така. Тоа беше многу давно, тоа бевме млади. И јас и ти. Да. Се гледа приложеното, мислам. Да. Секако. 2006 веќе, крај на 2006, значи целата се вративме, да се вратиш на копно. Се вратив на копно, да. Дефинитивно. Имаше еден обид со еден вински клуб, ресторан, кој Лабруско, кој траеше некои добри 2-2,5 години. Тоа беше исто нешто ново тогаш во Скопје, каде што се работеше малку fine dining концепт, каде што се служеше вино на чаша, спарување вино на храна. Тоа во 2006 не го правеше никој, вака нескромно. Именка за овде. Да, нескромно може да се пофалам дека тоа бевме ние први, јас и пионери, така. Андреј, да, ортакот тогашен. И така почна некако приказната 2006 до 2008, од 2009-2010 веќе сум во контакт со една позната италијанска винарија. Така, ти си нивни представник, да, нивни сум така, како бренд менаџер, бренд амбасадор така, за југоисточна Европа и цел Балкан. Така. Не само за пенливи вина, но и за така наречени мирни вина. Бели, првенствено бели, зашто винаријата доаѓа од еден северен дел на Италија, каде што климата е посоодветна за бели вина, поладно, за розе вина и за пенливи вина, точно. Да. Ке зборуваме за тоа која клима за кои вина е посоодветна. Сега да прашам генерално, што значи во буквален превод, што би значил зборот сомелиер и како овде се станува сомелиер, каде може ако некој заврши во таа професија, каде би можел да работи, дали се тоа само ресторани, дали се вински визби, дали се, не знам, винска индустрија и така натаму. Да. А и маркети, не знам. Види, Антонио, ова ти е добро затоа што многу муабети, да не кажам, ајде, глупости и митови се шират околу таа професија. Што е сомелиер во превод? Што би било? Ајде, ако може вака да го дефинираме на попрост начин, а потоа малку на покомплексен, на македонски, да. Сомелиер би било вински стюард, односно вински дегустатор послужувач. Так. Меѓутоа, за да не звучи така само едноставно, за да бидеш ти тоа треба да имаш многу теоретско и практично знаење. Кога велам вински послужувач, да не забраваме дека сомелиер е пред се угостителска позиција. Тоа не е некоја фенси, како што некои мои колеги сака да го представат, некаква директорска и не знам каква позиција. Не. Тоа е угостителска позиција како што е келнер, готвач, ресторан менаџер и така натаму. Значи готвачот готви, келнерот служи храна, а сомелиерот служи вино. Така е. Меѓутоа, тоа се смета за една од попрефинетите угостителски позиции,
Така. Затоа што бара, изискува многу повеќе знаење и искуство од останатите угостителски позиции. Значи, еден вид кремот во угостителската позиција заедно со екзекутив шеф, односно со главен готвач или шеф, како што го вика денеска. Значи, тоа се двете најстакнати позиции во она што се вели високото угостителство. Како може да се стане сомелиер? За да бидеш сомелиер, треба да знаеш доста, нели, има доста теорија, меѓутоа има доста пракса. Значи сега талент, некои предиспозиции, предзнаење или можам ја као дрво декор, труп за вина да дојдам и да јас сакам внутре да учам за сомелиер? Можеш, ќе ти биде потешко малку, меѓутоа може, зошто да не? Можеш. Ако може да учат од, нели, од средно економско да се запишат на медицина, зошто не можеш и да вака, значи, тоа е тоа. Предзнаење секако е добродојдено, но не е услов. Так. Не е услов. Како да се стане? Сомелиерот е дел од така нареченото неформално образование. Так. Значи не постои класично високо образование како што постои, да кажеме, за енологија, како што постои за, не знам, економија, новинарство, политички науки и така натаму. За жал во Македонија, меѓутоа и во околните, тука не каскаме многу, не постои формално образование признаето од Министерството за образование на одредени држави. Но она што постои е неформално образование, односно сериозни курсеви и обуки кои веќе се на ниво малтене на формално образование и дури некои од државите, како на што е на пример Британија, го има инкорпорирано во своето Министерство за образование. Дипломата важи, значи. Да. Тие теории обично вака поделено на 3 нивоа. Ниво 1, ниво 2, ниво 3. Над ниво 3 имаш дополнителни некои специалитети, меѓутоа ниво 3 е, да кажем, најплафон, да. Во Македонија имаме Сдружение на сомелиери на Македонија, на кој што сум ја основач и председател. Може, ние имаме на некој начин дозвола или лиценца, ние работиме под закрила или, како да кажам сега, спонзорство или закрила или поддршка на Италијанската сомелиерска асоциација. Јас тука врски нешто фатив преку мојве и заради тоа на тој начин и ние имаме лиценца, како да кажам сега, можност да предаваме до ниво 2. До ниво 2. Јас лично сум сертифициран на ниво 3. Ниво 3 го земав во Белград, ниво 1 и 2 во Италија. Меѓутоа, не можеме да даваме до ниво 3 се уште, затоа што треба понатаму треба да добиеме одредени време, искуство и така натаму. Може ли во секое време или има одредени периоди? Не може во секое време, за жал. Имаме интерес многу, имаме побарувачка, меѓутоа нели со овие приватни обврски не можеме убаво да се организираме. Еднаш до 2 пати годишно се одржуваат. За ниво 1 е краток, тоа е некои 2,5 до 3 недели е курсот за ниво 1. Така. За ниво 2 е малку полог до месец, тока 5 недели и веќе за ниво 3 планираме на поопсежна така програма која ќе биде доста сериозна и која ќе трае преку 170 часови, значи збориме во некој календарски период од некој до скоро 3 месеци, 2,5 месеци и веќе гледаш тоа веќе посериозно, каде што се обработува доста теорија. Кога велам теорија, сомелиерот, зошто е највисоката, најпрефинетата позиција во угостителството, без да ги подценуваме останатите, треба искуство за се и знаење. Но во сомелиерство тоа е еден вид агрегат, Антонио. Тој е агрегат кој буквално ја акумулира знаењата, основните знаења, не велам специјално, од сите, односно од овие 3-4 многу битни позиции. А пред тоа сомелиерот мора да го знае, да ја знае работата на енологот, да ја знае улогата или работата на ампелографот или лозарот по нашки, ако сакаш, на главниот готвач или на кулинарскиот дел. Треба да познава основи на, би рекол, малку подетални основи на историја и географија, на геологија, значи состав на почви, клима и многу битна работа, основи на нутриционистика. Значи, сите овие области вие треба да ги знаете, можеби не да ги специализирате, бидејќи за сите овие што ги спомнавме се дел од формално образование. Добро, и уште една битна работа, најмалку еден странски јазик. Најмалку. Тука доста каскаме, францускиот или италијанскиот е многу битен, освен англискиот. И сега нели, тука може да има некоја основно познање, би било интересно да имаш малце подетално, затоа што доста е поврзано со изговорите на одредени региони, подрегиони, сортите се лесни, меѓутоа збориме конкретно за имињата на регионите и подрегионите. Тоа е најлесно, ама ако ти каже некој Шатунув ду Пап, и ако не го изговориш како што треба, знаеш французите дека се многу чувствителни на тоа, да. Ќе се изнасмеат, ама и ќе се налутат. Да, французите се многу чувствителни на тоа.
Така што еве, за жал не може у два збора да се објасни дефиницијата. Се обидувам да ја скратам, Кај можеш меѓутоа се да работи? дефиницијата е тоа. Вински стюард, вински послужувач или вински дегустатор кој се занимава со вистинско правилно послужување на вино и негово соодветно спарување со храна. Ете, тоа би било дефиницијата. Стюард или стюардеса? Може ли? Може да биде и стюардеса, да. Не, да ме сватиш погрешно. Дали жените може да бидат? Може да бидат сомелиерки. Една од у последно време жените се доста успешни во тоа. Може да не дури не на некој надпреварување, бидејќи постојат надпреварувања за сомелиери, на кои јас сум учествувал неколку пати и како делегат и како учесник. И меѓутоа да, жениве се доста исто навлезени во тоа и нивните сетила за мирис и за вкус и за систематизација. Да не се навреди некој. Да, за систематизација се понекогаш дури поостри, знаеш, од нашите. И не ми кажа каде се може да работи еден сомелиер. Сомелиер може да работи хотели, во поексклузивни, во поквалитетни, поексклузивни ресторани и хотели. Маркети, не знам. Па може да работи, да, точно, може да работи во маркети имаат вински. Да, може да работи како консултант во супермаркети, точно, браво. Во подобри ресторани, подобри хотели и пред се во овие круз компании или во одредени, нели, ресорти, винотеки, вински продавници и самите винари, си отвараат ваква позиција затоа што нели кога им доаѓаат гости, тура, потребен е сомелиер да го објасни начинот на производство, патот како стигнало тоа вино до нив и така натаму. Кажи ми, спомнавме вино и винска култура. Право, што е винска култура? Има ли виното култура воопшто? И каква е таа? Како се негува, како се гради, како се развива таа култура? Еве во Македонија. Постои, да, винска култура е еден вид начин на живење на виното, каде што е подразбира првенствено негова поограничена конзумација, за разлика од некој што мисли, не напротив, поограничена конзумација, меѓутоа поразлична, пошаренолика. Значи не конзумирање на едно вино или еден регион или една држава, туку патување и споредбена дегустација на различни стилови на вино, сорти и региони. Ме разбираш, значи буквално така ти ја градиш винската култура. Ти не можеш да бидеш филмски критичар ако си изгледал 2 филма. Ако го прашаме Владко Галевски, нашиот добар пријател и колега филмски критичар, он ќе ти каже јас изгледав 3000 филмови за да дојдам до одредени да видам кои параметри јас ги барам во така и во виното. Или само одреден жар филмови, или само одредена така и во виното. Не можеш ти да имаш винска култура ако пиеш една визба, една винарија или една држава или еден регион само. Така што винската во тој случај може да бидеш вински, не знам, љубител или вински конзуматор, меѓутоа не и вински познавач или поуште помалку сомелиер. Едно од најскапите патеки до достигнување до сомелиер ниво 3 или ниво 4 е всушност сомелиерството, зашто бара патување. Патувањата што повлеквит, што викаат охригани, повлеквит пари, инвестиции, карти, престои и така натаму. Значи бараат учество на салони, на саеми, купување на вино, предплата на одредени списанија, магазини, стручни, така натаму. Скапа, едноставно скапа работа е тоа и затоа многу и не е во ред. Ја ве слушам и по Дали е уноста професија, Вучко? Се заработува ли? Да, многу. Сомелиерството, односно добар сомелиер, веруваш или не, моментално, зборам за добар сомелиер, во Америка моментално заработува колку просечен адвокат или доктор. Колку просечен. Мимаве, значи тука ги градам. Значи ако е просечен адвокат кој не е нешто познат, а знаеме колку заработува, толку заработува многу добар сомелиер, не само во Америка, Скандинавија сега веќе станува многу исто така, да кажам, ајде ги бара. Германија се разбира и Азија, пред се Јапонија и Тајланд, Кина и така натаму, меѓутоа првенствено ова е Америка. Значи првенствено позиција се цени во Америка. Кај нас се уште адвокатите најдобро заработуваат. Кај нас адвокатите, да. Колку се бранат секој ден нови. Би сакал да бидат лекарите, ама за жал не се, така што да. Адвокатите не знам колку заработуваат, меѓутоа знам дека сомелиерот во Македонија сме на дното, значи или ги нема, или тие што малкуми не ги има, искрено не се доволно ценети, затоа што можеби не се доволно и ни препознаети. Но она што сакам да го потенцирам е дека е неблагодарно или малце дури лаички кога на во други некои ситуации, во слични вакви емисии и подкасти, ќе гостуваат одредени, да кажам, ајде, енолози,
кои се разбира дека се многу битни, тоа е костурот, тоа е бекбонот на еден бренд, на една винарска визба, меѓутоа кога ќе ги прашаат за, бидејќи многу твои колеги не ја знаат разликата помеѓу енолог и сомалиер, и кога ќе ги прашаат, понекогаш се пројавува една малце подценувачка, цинична линија или тон или наратив од страна на енолози, дека сомалиерите се тоа се вински келнери кои треба да знаат како да го спарат моето вино со храна. Знаеш, тоа е многу едно вулгаризирање, едно многу Вински момок. да, едно многу површно гледање на работите, со кое нормално не само јас, туку многу мои колеги не согласуваат. Ние многу ги цениме енолозите, без нив ништо, нормално не го прават виното, меѓутоа треба да знаат дека сомалиерот, ако му направиме неколку дефиниции, првите две ти ги кажав, третата дефиниција би била мост, медиум, помеѓу енологот од едната страна и конзументите, односно винските љубители од другата страна, што ви рекле Охриѓани. Значи буквално се работи за еден мост, за еден медиум, затоа што јас затоа морам да ја познавам твојата работа како енолог, за со комерцијален речник, разбирлив речник, а издржано стручен, да ја преведам или да ја пренесам твојата работа како енолог на винскиот љубител. Затоа што ако ти дојде енолог тебе на вински љубители, што ги викаме ние цивили, да прави презентација, најверојатно половина нема да го разберат, затоа што поради стручните термини, поради пристапот, не му е тоа зарачен енологот. Не треба он тоа да го прави. Некои се поталентирани, па маце имаат начин на израз, говор на тело и така натаму, може тоа да го направат. Речити се, меѓутоа ја познам многу енолози кои се одлични во својата работа, врвни стручњаци, прават врвни зверови вина, но кога ќе излезат пред 10 луѓе, тие не знаат и не може да го представат. И не би требало, не треба од нив да се очекува тоа. Затоа е тука сомалиерот, така што сомалиерот на нив им е мост и начин на комуникација, медиум да дојдат до своите вински љубители и ако баш сакаш потрошувач. Затоа што знаеш има една теза, односно една изрека во нашиот свет, велиме кој е најдоброто вино. Нели, многу често се поставува прашањето кој е најдоброто вино. И сега сите мудруваат ова, тоа, она, а вистинскиот одговор е продаденото. Тоа што ќе успееш да го... Не разбираш, значи продаденото вино е најдоброто вино. Што значи тоа? Дека енологот може да направи најдобро вино на свет. Најквалитетно вино на свет. Ако не е тука сомалиерот, или ако сакаш баш, не знам, експорт менаџерот за продажба, кој сите се еден вид сомалиер, сите мора да имаат еден вид сомалиерски профил, тогаш џабе, тогаш работата на енологот нема да биде до крај вреднувана. Тој ќе го направи виното, ќе биде врвно, ќе добие, ќе собере златни медали, сребрени медали под надпревари и така натаму. И ќе се ги чува во витрина и виното ќе се го чува, да. Сега нормално и тука и тоа е мало простување, ако виното има медали, тоа ќе се прослави, па полесно ќе им биде да се продари и така натаму, меѓутоа сепак им треба. Да. Така што ние треба да се гледаме како еден вид тим, колеги, екипа, една тимска работа е тоа, која едноставно треба да се гледа како еден вид надоврзување на нивната работа, затоа што ти викам слушам доста небулози дека сомалиерот е лице кое виното го спарува со храна. Тоа исто како да кажеме, не знам сега, дека на еден лекар специјалист му е работа само да гледа на ехо. Ти текно и толку, ништо друго, или да прави диши. Ти текно. Значи буквално се работи за една многу покомплексна професија. Спарувањето со храна, да, ама тоа е едно од 12 други работи што треба да се прават. Една коцкичка од мозаикот. Постои ли вински бонтон? И сакам да те прашам, ке заборам, кој повеќе пијат? Мажите или жените? Вино зборува. Во последно време жените веруваш ли не? Жените, да. Се пие доста првенствено. Дека полесно подпаѓаат под маркетингот? Не, ама пољубопитни се, во смисла на она што го велиме не во количина, тука ај ова сега да пробаме, ај ова нели ова сорта, да. Цело време сакаме да промовираме квалитативно пиење, а не квантитативно. Што е вински бонтон? Вински бонтон е, например, да побарате соодветно да биде изладено виното, соодветно да ја држите чашата, соодветно како домаќин да го послужите виното, да го отворите, да знаете основи кои што зборевме да послужите соодветна храна за тоа. Со еден збор да барате, да ги истакнувате овие по-квалитативните карактеристики на виното, а не толку многу во квантитет. Значи да не се пие толку многу во квантитет. Затоа што пиењето во квантитет не води од другата страна, каде што колку и да звучи, мислам парадоксално е, ама ако пиеш многу вино, ако конзумираш многу вино, всушност ќе те оддалечи од виното.
Да. Разбираш, затоа што конзумирајќи го, ние веќе ја бришеме она линија на истражување. Ти веќе неш поминуваш од другата страна на заматеност, на пијанство, и ти веќе не ти е веќе ирелевантно ти е дали е тоа вино изладено добро, која сорта е, дали танините се добро вклопени, не се добро вклопени, така натаму и така натаму. Само дај, тури. Значи, тоа е интересното, за да уживаш ти во вино, треба да го пиеш одговорно. Зборам сега, Јован, стварно не е клише, муабет, туку стварно треба да го пиеш одговорно и треба да го пиеш систематски, и треба да го пиеш со образложување, со размислување. Мене ми се случило, бидејќи сум и од време на време како еден вид, ајде да го Што значи кажам. тоа количина? Чаша, две или секој вино? Па не, сега искрено нема да држиме до она што го велат, нели, са чаша две, може да бидат и 3-4, меѓутоа да не биде тоа исфорсирано, да не биде тоа насилно, да не биде ти она дивјачко пиење. Нека биде чаша две, па пауза, па храна пуштена чаша, па еден ден пауза, па другиот ден нешто пак чаша. Да не биде тоа, нели, секој ден, затоа што викам преминуваш од другата страна веќе, нормално кај што не е веќе добро ни за здравието, ни за у диагноза никако, ни за преминуваш. психофизичкото здравје, преминуваш веќе во диагноза и веќе тука не. Имавме многу, нели, зезанци по салониве, по сејмиве, затоа што ние сме некоја група, јас сум исто еден као вински судија, ме викаат понекогаш, искрено не многу често, меѓутоа сум учествувал на некои 4-5 регионални надпревари во Црна Гора, Србија, Албанија, Босна, каде што вика доаѓа новинари вака локални, вика вие вика као сомалери, вика сигурно вика многу пиете, знаеш. И се малце незгодно, знаеш, само кажеш не пијам. Викам, Може да те прекинам. Дали сомелиерот го при дегустација го голта виното или го плука? вака сега, ако е надпревар, каде што ти мораш да пробаш, Го да, плука, ама... да, нема ако мораш ти да пробаш 20 вина денеска. Ме разбираш? Мораш да пробаш 25 вина денеска за да донесеш оценка, во тој случај го плукаме. Го исплукуваме, правилно избор, да. Го исплукуваме, да. Затоа што, еве сега после може да покажеме, сите наши рецептори за вкус Добро. и за мирис, за мирисот е онос, за вкус. Науката докажала дека се околу 5000 така наречени taste buds или нервни завршетоци или нервни првенствено на јазикот Непсата. и на непцата, првенствено на долното непце, меѓутоа на јазикот. Сите тие 5000 рецептори ти треба да ги запознаеш со виното и затоа не се голта веднаш, туку се држи во устата едно 4, 5, 6 секунди, се промучкува во устата. И на крај, потоа е ирелевантно, апсолутно неважно, дали тоа вино ќе отиде во овој правец или во овој правец. Од тој момент сите информации, нервните рецептори ги пуштаат, ги праќаат нели како електрични импулси до нашиот мозок, каде што тој ги обработува и ги враќа назад како информација во нашиот говорен апарат и ние тоа го артикулираме. Значи, тоа е вака на просто физиологијата како функционира. Меѓутоа генерално е неважно дали ти ќе го голтнеш виното, зборам за оценката е неважно, за расположението е важно. Да. Но е многу битно ако ти упорно нели го голташ виното, а треба да останеш свесен и објективен за оценување. И затоа ние на винските судења го исплукуваме, не само ние, него било кој го исплукува виното. Ајде те прашам, дали имаш 25 вина за пробување? Има толку, не Да. може би. Да. Дали си пообјективен при првото, второто, третото, повеќе отколку при 23-тото, 4-тото, 5-тото? Да, добри ти се овие прашања, затоа што се делат стварно од теоријата. Не се спремал ти за самојерно. Не знам така би дојде. Да. Реков ми талент треба да имаш за нешто. Да. Се стискаш на почетокот, Так. не си многу дарежлив. Така. Имајќи го ова предбит. Значи веќе знаеш дека 6-тото, 7-то може. И затоа е дозволено ти да се навратиш малце пред да ги објавиш конечните резултати, да се навратиш на второто, на третото, на четвртото. Да се потсетиш. Евентуално ако можеби нешто си го редуцирал малце или премногу си го наградил, ме разбираш, така што тоа е дозволено во оценувањето. Зборувам сега за овие оценувања во винските надпревари. Кога станува збор за оценување на, да кажеме, многу често нас винарските визби не најмуваат, односно не ангажираат за, например, си извадил ново вино. Вика, слушај, ново ми ова вино, ќе правам нова етикета, дај ми така наречени дегустацијски ноти, tasting notes, така ги викаме, дегустацијски ноти или коментар. Јас за да го направам тоа, буквално тоа е работа од 2 до 3 дена. Што правам? Ти ми даваш на мене 2-3 примероци. Јас го послужувам виното прво во различни чаши, волуменот на чашата е различен. Како што е волуменот на чашата различен, така е и така наречените испарувања, односно интензитетот на носот е различен. Исто вино различни чаши, Да, различно да, функционира. секоја сорта
има предвидено посебен волумен, односно форма на чаша. Понатаму, на различна температура го служам. Маце изладено, маце стоплено, ме интересираат опеноста на киселините, дали доминираат, дали не доминираат, тоа се некои параметри кои ние ги гледаме. Понатаму, послужено со 2-3 видови на храна. Дали е нешто тоа сирење, какво е сирењето, дали е овчо, дали е кравио, дали е козио и така натаму. Се има врска. За ти ако сакаш ја ти направам дегустацијски ноти кои се комплетни, угостителски. Еден вид анализа. Тоа се вика, ама тоа не е лабораториска анализа. Лабораториска анализа они се ги прават во лаборатории. Остатоци на киселини, шекери и така натаму, да. Ние се збориме за еден органолептички профил на виното, се вика тоа, или сензорен опис. Ето е тоа. Каде што ти како собственик на винарија или енолог, добро, енолозите исто тоа си го прават, меѓутоа најчесто собственици на винарија викаат добро, ја ти склопувам тебе еден текст од 10 на 12 реченици кои ти ќе оставиш на задната етикета и тој ќе комуницира со идните потрошувачи. И тоа е многу важно затоа што по принцип регион, види ги пишува основните работи. Регион држа на предната етикета и дизајнот доаѓа на предната. Меѓутоа задната етикета зборува за виното. И тоа е многу важно, знаеш, ти купуваш вино на што, ако ти виното не го знаеш, имаш 3 параметри. Или го купуваш по принцип на цена, дали ти одговара на твојот буџет, или го купуваш на принцип на изглед, дали ти се допаѓа етикетата, или го купуваш на принцип на така наречениот сензорен опис на виното. Ја вртиш позади етикетата и го читаш ова на македонски, на англиски, на било кој јазик кој е вака. Така што ете тоа, но за да дојде до тој дегустацијски опис, треба да се помине правилно, се ти кажам, треба да се помине овој пат. Зошто виното се мириса пред да се ракијата не. Види, и ракијата, квалитетните ракии, односно квалитетните дестилати се така се мирисаат. И виски ракија? Да, он малце подалеку до душа, не толку многу, затоа што вако, меѓутоа се мириса затоа што тие испарливи компоненти се многу битни. Веројатно кај овие јаките алкохоли се удират во затоа далеко вака ќе го. Да, затоа вако далеко, затоа далеко. Посебно најжека вискито, посебно сингл малтовите многу се мирисаат и па и некои квалитетни коњаци, раки и така. Така. Може ли вака еден практичен приказ да направиме на да речеме тој вински бонтон како би било? Па еве да речеме нели на гости што ти дошол, апсолутно. Па и си ми дошол на гости. Да, прво маце вода ќе се напиеме. Ајде. Вода има овде, да не мисли некој кафе пиеме, вода. Водата е секогаш добра за рехидрација нели на непцата и на некој начин за ресетирање на некој начин на таа pH вредност во клунката, тука помага понекогаш и обичен бел леп. Бел леп, ништо поише, не никакви додатоци. Класичен бел леп. Белиот го забрануваат, викаат штетен бил си да поише се на цр леп. Штетен ако јадеш поеден на ден, зборам за едно залч. И еве сега нели дошли на гости, тоа е и вино е убаво розе. Розе уште веднаш да бидејќи во најавата спомна одредени митови, веднаш да разбиеме еден мит, уш чекор што се викува спад. Порано се мислеше дека розето е ексклузивно вино само за жените. Тоа е една работа, јас знам уште еден мит дека тоа што не им успеало да направат црвено вино, па не е бело, ама е розе. И тоа е мит, да. Розе категоријата станува се попопуларна и енолозите ја прават намерно, не сакајки, планирано, систематски и не, розе виното не е само за жените. И ние мажите биде само на микрофонот. Да, розе виното не е само за жените и ние мажите може да си пиеме розе без да имате скриени предрасуди или мисли. Она што е битно, се го засекуваме доле кај вратот нели вино, го отвараме со класичен отварач, оној што е така наречен сомалерски отварач. Значи, ово е ептен дамски. Ово е ептен дамски, са ептен ки испане ваква, меѓутоа не е точно мислите, значи ноже, па имате нели полуга со 2 колена така наречена и имате така наречен сврдел. Ова е тој професионален сомалерски отварач, каде што нормално го засекуваме виното, го отвараме и на тој начин продолжуваме со сервисот. Она што е битно е да не ја покриваме етикетата, Антонио, значи се паќа како еден вид корпичка со раката. Така. Етикетата е секогаш свртена кон тој што на кој што му го сипувате виното. Во случајот ако е тоа во ресторан, се пристапува на гостинот исклучиво од десна страна. Дали прво дамите се служат? Да, има протокол на сервис, се служат прво дамите. Ако имаме мешани дами по возраст, се бираат од проста проценка по изглед, прво повозрастните, па помладите дами, па доаѓаме до господата, па идеме на повозрастни господа, помлади господа. Вистинскиот протокол кој е прифатен од Меѓународната сомелиерска асоциација вели вака дека ако на масата има свештено лице, од било која религија,
дека свештеното лице би требало да се послужи прво. Ние и јас лично не верувам во тоа и ја тоа правило го избегнувам. Да речеме муслиманската религија алкохол. Во нивниот случај не важи тоа, се разбира, зборувам пред се за јудаизмот и за христијанството, каде што ако имаме свештеник од христијанската религија или рабин од еврејската религија, треба да се послужи без разлика колку дам има на масата. Ние во Сдружение на сомелери на Македонија тоа не го правиме, значи намерно го скокаме, зашто сметаме дека не е коректно, треба сепак дамите да се послужат прво. Так. Сега, таа етикета е свртена и многу е битно да не се допира вратот на шишето, бидејќи од хигиенски причини со чаша. Делот каде што ќе ни видат устните од хигиенски очигледни причини, од некоја пристојна дистанца се става од прилика количина околу 70 до 80 милилитра вино, каде што ако те послужам прв на маса, го барам така наречениот домакин во наводници. Домакинот не значи дека тој што го плаќа виното, туку тој што малку повеќе можеби, ајде да кажеме, нарачателот на виното, организаторот. И тој во тоа лице бараме тој што се истакнал дека јас се разбирам. Количината за дегустација е малку помала, пола тоа е некои 40 милилитра и чекаме на одобрување. Ако тој или таа ни го одобри виното, ние продолжуваме со протоколот. Ако не го одобри? Да, добро прашање, значи се случува. Сомалиерско-гостителските правила велат дека ти како гостин имаш право да одбиеш 2 пати вино без да го платиш на основ на не ми се допаѓа. Иако виното е технички исправно. Третата флаша што ќе дојде, ако не ти се допаѓа, а е технички исправна, кога велам технички исправна, значи не е оксидирано, не е расипано виното, тогаш можеш да ја платиш. А првите две може. Сега зборуваме за едни правила кои за жал кај нас не се. Кај нас ни првата не да ти ја дадат. Меѓутоа таму некаде. Ако виното технички не е исправно, значи ако виното има мирис од тапата, ако е оксидирано, ако има одредени мани и така натаму, испарливи, суфурни и така, тогаш и 10 да ти се погадат поред, што не е пракса, имаш право да ги вратиш без да ти се наплати. Так. Значи тоа е еден вид етемаца и порака до винските љубители во угостителскиот сектор кај нас, дека многу пати јас слушам многу муабети, пиевме на вино, ама не ми се допана, ја му го прашувам нормално, викам па зошто не го врати? И па како ќе го вратам, нели? Срамота е ова, не е срамота ништо, срамота е да пиеш вино кој не ти се допаѓа, да го платиш, тоа е срамот. Да. Или да пиеш уште полошо, да пиеш технички неисправно вино и да го платиш. Тоа е уште поголема срамот. Како се пие? Ајде да видиме како е правилно да се држи. Вака се откако сме си ставиле чаша, да? Така, да речеме сакаме да наздрави. Италијанско розе. Прво се фаќа, многу битна работа, ни треба ваква чаша која има столче и се фаќа за столчето, чашата. Погрешно е да се држи вака чашата, тоа знаеме. Или вака. Или така, или не знам од згора, од две причини. Прво, од хигиенски причини, од естетски причини, нашите дланки се скоро секогаш валкани, знаеш. Кога и да ја фатам, ќе оставам прсти, печатоци, отпечатоци, не е убаво, не изгледа убаво. Втора работа, маца можеби попрактично, е температурата. Со нашата телесна топлина, ние ја нарушуваме температурата на виното и многу често ќе го згрееш ако се работи конкретно за бело, пенливо или розе вино. Освен ако не е греано вино. Освен ако не е греано, тогаш ти се грееш од него, да. Меѓутоа греаното вино не котира високо во нашиот свет. Белите вина се служат некои 10-11 степени, пенливите уште пониско, на некои 7, а розето на некои 2-13 степени. И сега ти ако го држам вака ова, црвеното, извини? Црвеното од 16 степени. Значи најтопло се пие. Да, 16 до 17, не поише од 17. Сега, и тоа е мит, уште еден мит, да го разбиеме, дека црвеното вино се пиело на собна температура. Во собата може биде 26 степени, камин може да има, парно и така натаму, не разбираш? Не. И за црвеното вино си има пропишано собна, и дури ми фрижидери за црвено вино. Фрижидери или ладилници кои го држат на 16 степени. Така што е уште еден мит. Значи го држиме вака, јас сега ако го држам вака виното и си избориме пола саат, веруваме дека пола степен до степен ја ќе му дигнам температурата, тоа ќе влие на вкусот и на мирисот, да. Значи го држиме вака и она што е битно, прво го гледаме виното. Има 3 чекора, визуелен дел, мирисање на виното и вкусување на виното. Добро. Првиот чекор е гледање на виното, односно визуелна оценка. Ја гледаме бојата. Што ни кажува бојата? Прво гледаме дали е бело, дали е розеникаво, дали е жолто-сламеста боја, дали има зелени нијанси. Тоа многу ни кажува за сортата. Сега многу да не те тупам, меѓутоа одредени сорти даваат одредени нијанси и бои.
И тоа треба да ни каже понатаму за зрелоста на виното, дали едно вино е малце младо, старо и така натаму. Белото вино, Антонио, како што зрее, нима го употребуваме зборот зреење, а не стареење, исто како за жена, нели? Зреење, а не стареење. Да. Да. Белото вино добива на матност, на боја, оди према окер боја. Жолто, златно жолта боја, и веќе ако е окер, тоа веќе не е воре, тоа веќе е оксидирано. Значи зборуваме за жолтата се интензивира од светло жолта кон темно жолта боја. И ако ти сами дареш мене на слепа дегустација бело вино кој има изразено жолта боја, онакво да не кажам старо злато боја, ја ќе ти кажам дека тоа вино е најмалку 7-8 до 9 години старо. Меѓутоа ако виното е транспарентно, бистро, живо на боја, ќе ти кажам дека е младо вино 1 до 2 години. Сега те прашам две работи. Прво, како се разликуваат добрите од лошите вина, и второ, дали е мит или вистина она што велат виното што постаро тоа подобро, и она другото што велат мажите се како вино, што постари тоа подобри, а за жените важи една друга е навредлива, ја ќе употребам за мажите, вели исто се како вино, само што постари повеќе личат на буре, додуша не сите, ама Да. Има ли вистина во тоа дека има ли рок на траење виното, со други зборови? Значи не е она дека 100 години треба да стане, па е најдобро. Првото што го кажа е мит, дека што постаро тоа подобро. Тоа е мит. Дека има дека наште од потонати бродови, флаши, шишиња вино, па од 14. Добро, они може да најдат, ама не значи дека тоа вино е за пиење, за конзумација. Дека има рок, класичен рок, во смисла од технички аспект, или ако бас сакаш од микробиолошки аспект, нема. Нема ти да се отруеш, нема ништо да ти биде ако испиеш. Дури оксидиран. Да, нема ништо. Ако имаш малце почувствителен стомак, може да добиеш, нели, киселини и така натаму. Но од оној ние што го викаме уживателски аспект, ако баш сакаш од аспект на енолошко уживање, во тој случај има рок. Кога велам има рок, има така наречен пик. Виното зрее во флашата, виното е жива материја, тој кога ќе го затворат виното не застанува приказната, тоа е си ја тера својот пат. Кога е оптимумот, кога е максимумот, кога е различно е за сите категории. Да речеме за белите вина, сорти како Ризнинг, како Совиньон и така натаму е тука негде 3 до 4 години максимално. Има исклучоци, се разбира, меѓутоа тие исклучоци се ретки. Розе вината се отприлика тука негде до 3 години, 4 години, и црвените вина добиваат на квалитет и зреат веќе после втората, третата година, па се до некоја 7-8 година. Значи не е срамота да му однесам некому шише од 5 години. Од 5, 7, 8 години црвено вино, да. Меѓутоа, дека виното бело ќе го чувате 10 години и тоа дека ќе добие на квалитет, тоа е мит. Дека виното розе ќе добие, тоа е мит. Дека црвеното дури вино, ако го чувате 15 години, зашто имаме ние, нели, ова ми е драго, ми го дадо на крштевката, па сега ќе го отворам на свој 23-ти роденден и така натаму. Така да. Ти можеш да го отвориш нормално, меѓутоа тоа вино веќе тука негде кај 10-та година и 9-та година го достигна својот пик, тоа се развива како планина кога качуваш, и кога ќе достигнеш врв, веќе одиш од другата страна и веќе паѓаш, ме разбираш? Сега кај е уметност и кај е финтата, што викаме ние? Да го најдеш пикот кога е. И тоа е тешко многу, тоа се предвидувања. Некош ќе го погодиш, некош ќе гутнеш. Меѓутоа не пишува тоа на етикета. Никој, ни самиот енолог тоа не може да ти го каже. Никој не може да знае точно, тој може да предвида, да каже. Чекај, зборуваме за флаширани вина. Зборуваме за флаширани вина. А оние што стојат во бочви, обуриња во тие не стојат вечно. Тие знаат енолозите дека треба да стојат 6, 12 до 24 месеци, 2 години максимално, и потоа ги празнат и ги флашираат. Затоа што ако стои долго време, премногу мириси ќе поприми од дабот, зашто се дабови буриња. И во тој случај, така наречените дабови ароми ќе доминираат врз овошниот карактер на виното, а тоа тие не го сакаат. Тие сакаат една интересна хармонија помеѓу овошните мириси на виното, кои се природни од грозето, и екстракцијата од дабот. Дабот се екстрахираат многу природни хемиски компоненти кои се присутни во дабот како дрво. Значи тука имаме танини, имаме ванилини, имаме лигнини и така натаму. Значи тоа се сите работи кои тие ги сакаат во одредена количина, меѓутоа до умешноста на енологот е колку тоа он ќе го темпира.
Така. И затоа потребно е многу Така, дегустација. не ми одговори што е разлика меѓу добро и лошо вино и како тоа се одредува цена перформанси, да речем. Ајде прво да го завршиме, Ајде, чекорот, заврши. бидејќи веќе го ставиме да не ни се топли виното. Добро. Значи, еве на здравје и фала Како ти се за... наздравува? Ева вака се Дали е држиме коса се. чашата, права чаша? Нема тоа до толку врска. Нема врска. Нема врска, важно е да се Да. гледа у очи Така е. и да видиш нели позитивен. Ќе се дозволам да пробам. Да. Не, Уште не? не уште чекај. Добро, Значи извини. прво рековме го гледаме визуално Ајде, виното. гледаме, добро. Што ти кажа тука, ова како ќе опишеш, ова е некоја бледоникава розова боја, така? Од прилика Добра по мене транс- и на златесто некако така ми Па да, поише така розеникаво розеникава, златеста, златеста да. боја, така нешто. Сега тука имаме добра транспарентност, така? Така е, Бистрина, прозирно, не е заматено, што тоа ќе ти сигурно. каже дека е виново е околу 2 години, најмногу. Година и пол до 2. Виното Што ја би рекле не таз. знам, свежо. И веќе доаѓаме до вториот чекор, мирисот. Ова е многу битен чекор. За да го мириснеме виното, ние прво треба да го промешаме во чашата. Не случајно сме ставиле волку малку. За не се бистури. Едно тоа, второ, да му овој простор во чашата мораме да го ставиме да биде празен за така наречена акумулација или канализирање на испарливите ароматни материи во виното. Чекај се, ако е потесна чашата или поширока? Ако е потесна, затоа зависи од сортата. Например, ако е потесна, тогаш ставаме во потесна чаша сорти кои не се толку многу ароматични. Затоа што ако ги ставиме у широка чаша ќе се изгубат. И затоа е соодветна, многу е битна битна. формата на чашата. Ова е соодветна форма за розе, Така. као што гледаш, не е ни многу широка, не е ни Не е многу ни тесна. Овој простор е намерно оставен, зошто? За да дојде до акумулирање, односно канализирање на тие испарливи компоненти, Добро. за ние да не ги бркаме по соба, туку да бутнеш носот внатре и буквално да ги почувствуваш. Добро. И на основ на тие мириси добиваш одредена оценка или критериум. Добро. И сега, за да ги извадиме, ние треба да го промешаме. Го промешуваме од зглобот, значи не од лактот, од зглобот, и обратно од стрелките на часовникот. Значи, вртиме. Како што го вртиме виното, кислородот наблегува во виното. Зашто е тоа битно дали е налево или надесно? Затоа што е полесно, пробај вака. Аха. Јаш, моториката Добро, повеќе ни добро, кажува добро. вака. Ако ти можеш вака, окей, меѓутоа ние веќе сме навикнати на ова. Да, окей. Битно е да навлезе кислородот внатре, затоа што вака не навлегува. Вака кога го мешаш навлегува и на патот нагоре бидејќи тој се повлекува, Добро. ги влече со себе Ги испарливите. влече, И на тој начин ние ги мирисеме. И еве сега што ти имаме, мириса пред се на некоја јаготка, на некоја малина, Така, на некоја шумско овоше, точно на некоја онаа базока кога бевме мали ти текнува да, базока базока, мастики, да. така. Значи на некој баблгам, на некоја онака тврда бонбона, оние што ги Да, лижавме да, од да. среша и така натаму, еден пријатно како ќе го опишеш овој, еден Овошен. освежителен овошен мирис. Така. И се одиме на третиот, веќе само можеш да го пробаш вино. Така. Да те прашам пред да пробам, колку се пие? Голтка, 2, цело, колку сакаш? Голтка И колку се задржува во и устата? не се голта веднаш. Не Добро. као да пиеш јогурт, не Добро. буквално ја одржиш на добри 4-5 секунди во устата, каде што истовремено го промешуваш околу устата. Многу е тоа важно, зошто рековме да ги спомне повторно оние илјадници рецептори што ги имаме на јазикот, за да дојдат во контакт, виното да дојде во контакт со див, треба едноставно да го задржиме добри 4 до 5 секунди. И веќе потоа го голтаме и чекаме повторно секунда-две и тогаш кажуваме одредени оценки или параметри. Она што е битно кај розе виното е таа киселина, познатата така наречена природна органска киселина од грозето. Дали е таа свежа е, дали е таа треба да биде ме прашаш што е квалитетно вино. Треба да не биде киселината да не биде агресивна, да не биде доминантна, да не е печка онака непријатно оцетно, онака напредно непце. Овде како што гледаме е доста пријатна, освежителна, а ја има. Киселината е еден вид заштитник на розе и на белите вина, како еден вид природен конзерванс. Таа киселина треба да ја има природно во грозето. Не зборуваме за додадена киселина, туку зборуваме за природна киселина во самото грозе. Тука до израз доаѓаат лозарите, тие кажуваат кога да се бере грозето, значи тоа е еден ланец, една тимска работа. Да, Лозарот... има денес многу муавети и митови дека многу хемија се употребува во и во правењето раки, и во правењето вино и така види, натаму. се употребува хемија, точно, меѓутоа таа хемија е првенствено од органско потекло и е дозволена, значи тоа се така наречени енолошки средства. Добро, не е отровна, ама Да, е хемија, не е отровна, да. не е... Енолошки средства, па види, квалитетните вина
посебно црвените вина, и немаат толку многу. Они мора да имаат, секој вино мора да има сулфур диоксид, односно SO2, или понашки винобран. Тоа е, некој го викаат нужно зло, затоа што едно вид го штити виното од бактерии, од така натаму. Меѓутоа, може, ако е во непропорционална количина, да пречи. И затоа добрите енолози знаат точно колку да стават сулфур, да го заштитат виното, а да не му пречат на виното. Понатаму се користат одредени средства за бистрење, како на пример бентонити и така натаму, меѓутоа сето тоа име предвид дека е од природно потекло. Тоа е протеин од белката од јајцето. Поро нашите дедовци го бистреа виното со белко од јајце. Ме разбираш, сега војна е попрактична, нали, понатаму селектираните квасци. За да конвертираш шекерот во алкохол, треба квасците да го изедат. Квасецот е микроорганизам, знаеш. Сега, тој квасец порано го имале во природата, во атмосферата, ги викале диви квасци. Меѓутоа не ги контролираш ти не знаеш како и во кој правец ти ќе ја носат ферментацијата. Да додаваш... А сега додаваат селектирани квасци колку што ти треба. И затоа се вика контролирано производство на вино. Енологот точно знае, не сме да ризикува, се работи нели за финансиска штета и така натаму, не може он да ризикува да го ферментира виното со диви квасци. Мора да го ферментира со селектирани квасци. И затоа сите тие работи доаѓаат можеби од еден вид продавници или лабораторија, меѓутоа потеклото им е природно. Не ми одговори како се разликуваат лошите од добрите вина и зошто едно вино е поскапо, а друго поевтино? Ова да кажеме дека е добро вино. Зошто е добро вино? Прво, рековме дека има убава бистра боја. Второ, рековме дека мирисот е едноставно пријатен, овошен, свеж. Ти прија, нели, на мирис. На вкус што почувствува. Истите мириси што ги видовме на нос. Односно, истиот вкус што го видовме на нос. Односно, јаготка, малинка, баблгам, тврда бонбона од среша и така натаму. И, она што е битно, таа киселина е вклопена и свежа. Значи, не доминира, не е агресивна. Танините се многу меки, бидејќи розе вино да знаеш дека не се прави со мешање од бело и црвено, како што некој мисли. Уште еден мит, 3 мита развивме. Туку се прави исклучиво од црвени сорти на грозје. Меѓутоа по технологија како за бело вино. Значи процесот е како да прават бело вино, меѓутоа потребуваат црвено. Со тоа што контактот на лушпите со сокот, со ширата е краток. И затоа е бојата. Бојата виното добива од лушпите, од покожицата, а не од месото. Така што ете, тоа е вака на кратко и на крај го голтаме виното и Антонио кажуваме впечатоци, кажуваме да, тоа е свежо, вклопени танини, убава киселина и има некој да речеме или краток послевкус, или среден послевкус, или долг послевкус. Од што зависи цената, не ми кажеш? Цената многу зависи од едно розе е поскапо од друго розе. Зошто едно бело од друго бело и не е битно црвено? Многу е битно да речеме почвата од кај што доаѓа. Тероарот, микролокацијата, квалитетот на грозје. Ако сакаш баш тука во Маце има и репутација, дали тоа доаѓа од некој познат регион, од позната винарија. Сето тоа игра улога во цената. Значи бренд. Меѓутоа еве вака можеме да кажеме слободно дека ако некој вино е поскапо од друго вино, дали зависи од квантитетот, на пример, велат дека поскапите вина се прават во помали количини и затоа се детерминираат цената. Екстремно скапите вина се во многу мали количини. Меѓутоа, да не одиме толку далеко, да одиме да речеме во некоја средна класа. Ако едно вино е поскапо од друго за некои 20 до 30%, најчесто има причина за тоа. Тоа значи дека или таа винар или енолог набрале помалку во квантитет, ама подобар квалитет, така наречена редукција на принос, што значи дека него го чини повеќе и автоматски тоа треба да влијае на цената, или користи поквалитетен енолог во смисла на постручен, во смисла на точно да знае кога да биде бербата, како да го ферментира, колку долго да го држи во буре и така натаму. Значи сето тоа влијае на цената. Но да, најчесто поскапите вина имаат причина зашто се поскапи. Сега, ако одиме во крајност, многу често ние плаќаме и историјата, и традицијата, и репутацијата на тој регион, например, скапи вино од Бордо, Франција и така натаму. И тука веќе може да доаѓа до преценување. Ако виното е екстремно скапо, не значи дека е и екстремно толку многу добро. И сега брендот со други. И сега тука треба да се најде некој баланс. Вака да вулгаризираме дека според мене и според многу наши колеги дека едно вино може да чини од се до дека чини до кај некои 250 до 300 евра во набавка, до тука е оправдано со квалитетот. Се што е над таа цена, приказки за по 2-3-5 илјади евра. Тоа не се приказни, тоа се вистински факти. Значи имаш ти вина што чинат по 5-6 илјади евра во набавка. Збориме флаша.
најчесто во тие вина ги плаќаш и другиве параметри. Традиција, историја, репутација и така Плаќаш бренд. Да, плаќаш Тоа бренд. е тоа. Споменавме и во најавата и ти спомена неколку пати спарување вино и храна, спарување вино и храна или така наречена фузија, како би ја нарекле. Што значи спарување вино и храна? Кое вино со која храна оди соодветно и како тоа да го препознаеме дека е така? Спарување вино и храна е обид или уметност, ако баш сакаш, од страна на сомалиерот, кој треба да спојувајќи го виното соодветно со храната, треба да создаде или да креира трет вкус кој го нема поединечно ниту во виното, ниту во храната. Так. Значи како двајца луѓе кои водат љубов и се раѓаат трет живот. Так. Ете, тоа е целта. За да го направиш тоа, треба да имаш познавање и од процесите на производството на вино, и од сортните карактеристики на таа сорта, И од тоа што ја да го... меѓутоа и од многу битна работа нутриционистичкиот состав на јадењето, дали доминираат, кои нутритивни категории доминираат, дали го доминираат мастите, дали доминираат минералите или витамините, дали доминираат протеините, дали доминираат омега-3-6 масните киселини, така натаму. И ти, како сомалиер, треба да направиш спојка или пар кој ќе рече да, ова розе вино сега, ако јас го спарам со еден добар тартар од лосос, свеж лосос, во кој ќе доминира кор од лимон и малку капери од страна, тогаш ти кога ќе го пробаш тартар од лосос со ова розе, кај тебе ќе се појави трет нов хармоничен вкус во уста, во кој ќе уживаш. И во кој ќе биде нагласен и квалитетот на виното, и квалитетот, односно работата на готвачот. И обратно, Антонио. Ако несрекно го спариш виното со храната, автоматски ќе ја деградираш работата на двајцата. И на енологот, и на готвачот. И затоа сомалиерот велиме дека е мост помеѓу тоа еногастрономско уживање. Најчесто во гостителските објекти добиваме она што го бараме, ама не го плаќаме она што го пиеме или го преплаќаме. Ќе се согласиш и со мене дека цената и перформансите не се баш избалансирани и кој е тој што треба да ги избалансира. Има ли сомелиерот влијание, со други зборови ми е прашањето, врз собственикот, угостителот, како сакаш кажи го, да му посочи дека одредена сорта вино може да оди до тука, а не повеќе. Или одредено вино, ако ба сакаш бренд или така натаму. За виното зборов, во етикета. совршениот свет, таму некаде, да. Собственикот не само што треба да има сомалиерот него влијание, туку буквално не треба да му се меши, треба комплетно да ја остави така наречената ценовна политика на сомалиерот. Кога велам ценовна политика, тука зборам и набавната политика. Значи, сомалиерот не е само да го продаде виното. Тој навлегува и во така нареченото економско-финансиски дел, ако баш сакаш пописен дел на финансиското работење на ugostителскиот објект, како набавката на виното, тој треба да се погрижи тоа што се набавило прво да се продаде. Така наречено прво влезено, прво излезено. По принципот. Понатаму маржите, си има одредени формули како се прават тие маржи. Затоа што тој треба да види да направи една маржа која ќе биде вин-вин ситуација, каде што куќата ќе има профит, нормално, мора да има куќата профит, каде што винарот, односно винаријата ќе се испочитува со тоа што ќе се плати на време фактурата, но и да не го забравиме гостинот како суверен на сите, Да не го заколеш. да не го заколеш, односно да не му се одмили Да дојде со таа маржа да пие пиво и ракија. Така. За жал, кај нас ова последното не се внимава многу на последното и многу често маржите на вината се превисоки или пренагласени. Значи главоболката не е од виното, туку од цената. Така Понекогаш од цената, понекогаш од сулфурот, да. Од се помалце. Да. Так. Меѓутоа, она што е битно е дека не треба никој да се почувствува, како да ти кажам, нели, ограбен или подчинет, затоа што треба ти како вински љубител, како гостин во тој хотел или ресторан или бар, да можеш да си дозволиш вино, а при тоа да не бидеш, да не се почувствуваш изманипулиран или измамен. Затоа што кај нас не постои голема одвоеност на оние вина што се во малопродажниот сектор и оние вина што се во така речениот хорека сектор, односно угостителскиот сектор. Така што со не зборови ти одиш во продавница и гледаш колку чини ова вино
И тогаш одиш во ресторан И гледаш и гледаш 10 дека пати тоа поише, најчесто е пати 3 или пати 4, некогаш многу малце пати 2-2,5, меѓутоа те фаќа една се разбира дека здравиот разум ти вика чекај мац, овие луѓе работат. Не, тие луѓе имаат трошоци, струја, вработени така натаму. Тоа е факт. Меѓутоа исто така е факт дека не можеме и не е фер да му ја дадеме комплетната одговорност само на виното да ги извади тие трошоци. Во тие објекти се послужува и кафе, и храна, и не знам, и коктели, и други пијалоци, така натаму, и пиво. И не можеме да очекуваме од виното да не ги покрие сите трошоци. И затоа совет пријателски препорака е, ние тоа нонстop го зборуваме и со колегите угостители и така натаму, дека маржирањето на виното треба да биде, баш ако сакаш него домакински, да биде фер маржирање. Маржирањето треба да постои нормално, меѓутоа тоа маржирање треба да биде во согласност, на линија и на стандардот економски во Македонија, и на платежната моќ на винските љубители, а истовремено да бидат постои таква формула. Проблемот е што треба малку да се биде, можеби малку да се бидете по флексибилен во однос на маржирањето. Затоа што винариите сметаат дека една од причините, за жал, зошто винската култура кај нас нормално дека развиена многу повеќе отколку пред 20 години, но се уште не е на едно високо ниво, една од главните причини е токму маржирањето. Да. Тоа е. Ај малку за позборуваме, речиси сме при крајот, пред да дојдеме до винодонија, за винската индустрија во Македонија, големите, мега големите или не знам, гигантските вински винари, наспроти овие малите семејни винари, и каде е Македонија на винската мапа на Европа, на светот и така натаму. И во квалитет, и во добро, веројатно во количина и не можеме да бидеме мала земја. Во однос на европската винска мапа, искрено, тука сме една средина, не сме во некој врв, меѓутоа не сме ни на дното, во некоја добра средина сме. Не сме Франција и Португалија, не, далеко тоа, да. Или Шпанија. Но во однос на регионот, еве да кажеме и наш Балкан, сме скоро во врвот. И во квантитет, и во квалитет. Прво од квантитетот да почнеме. Ќе се изненадиш, Македонија е вински џин. Македонија е вински џин во однос на во споредба со својата големина. Еве неколку само примери. Македонија е 2,5 пати поголема од Србија, помало од Србија, се извинувам. 2,5-3 пати, кој како смета, а произведува повеќе вино од Србија. Ама климата е поинаква таму. Добро. Тоа влие, се разбира. Тоа влиеме. Понатаму Македонија е 5 пати помало од Бугарија по територија, а произведува само малку помалку вино од Бугарија. Тука не ни бегаат многу. Ама поквалитетно. Па деве, ние сакаме да веруваме дека јас верувам дека да, поквалитетно е, да, ама ние сме субјективни. Личното искуство ми вели дека е така. Нашите црвени вина се една од најквалитетните секако на Балканот меѓу врвот, меѓутоа еве може да се тркаат и со некои европски црвени вина од типот на шпанските, италијанските така натаму, кога станува збор за црвените вина. Македонија е вински џин во квантитет, значи секоја година Македонија произведе помеѓу 90 и 100 милиони литри вино. На 2 милиони луѓе, знаеме дека сме и помалку, конзумацијата е негде помеѓу 8 и 10 литра вино по глава на жител. Простата математика вели дека ние пиеме или конзумираме само 20 милиони, односно 1/5 од тоа што го произведуваме. Значи ние сме извозно зависни. Ние треба 70 милиони литри да извеземе. И тоа сакаш да ми кажеш дека Македонија е ракиџиска или не знам пивска нација, не винска? Не, просекот е добар. 8-9 до 10 литра по глава на жител не е малку. Тоа е многу. Тоа се 9-10 литра годишно. Па добро, во споредба со Франција и Италија малце, таму е 40-45. Меѓутоа во споредба со една не знам, во споредба со една Романија, во споредба со една Чешка, Словачка, тие се да. Меѓутоа тие се помалце, да, па ако сакаш и со другите некои земји. 10 литра се официјални, неофицијални се малце може повеќе, затоа што не има производство кое не е регистрирано и така натаму, да. Меѓутоа тоа се добри бројки. Поентата е друга. Не пиеме, Антонио, ние малку, туку многу произведуваме. Тоа е добро. Да, затоа што ние 70 и нешто милиони литри, варира нели таа бројка, треба да извеземе. И ние тоа го правиме најчесто, се повеќе во минатото, за жал, најчесто во
вид на нели цистерни наливно вино, но во последните 10 години се повеќе и повеќе во флаширано вино кое има така наречена додадена вредност и кое е многу важно пред се и за земјата, но и за тие вински брендови. Значи, и сега веќе доаѓа тука негде скоро. Значи флаша со етикета или флаша без етикета? Не, флаша со етикета, со дизајн, со потекло и со винска приказна позади со ние дегустацијски ноти што ти ги кажа. Флаша без етикета е нешто? Не. Па Со етикета. И германец од него. Океј, нека биде и така, меѓутоа тој законско има обврска да каже од каде доаѓа виното, дека тоа вино е произведено во Македонија, а може да се вика Шато Антонио, меѓутоа ти имаш обврска да пишеш таму дека е продото и на Македонија, што би рекли италијанците, и во тој случај веќе добиваме на вински идентитет. Значи добро котираме на винската карта на Европа со други зборови. Да, може и подобро, меѓутоа да сепак да бидеме малци реални, има многу добри 10 земји пред нас кои се како познати по да кажам впечатливи, и ова морам да го кажам, тоа се однесува исклучиво на црвените вина. Кога станува збор за нашите бели вина, тука сме многу помалку успешни, потенки, затоа што климата во Македонија запенливи да не зборим. Запенливи да не зборим. Практично не постои, со исклучок на 2 бренда. Меѓутоа генерално црвените вина нас ни се јак адут, зашто имаме клима и почва и тероар, ние го викаме тоа тероар, кога кажеш збирот, клима, почва, води и така натаму, тоа се вика тероар, тоа е француски термин. Уште еден мит да разбиеме. Црвено или црно вино? Има ли црно вино? Нема црно вино. Сега дај црно вино. Црно вино има само во фолклорот. Нели крале Марко пиел 10 окни црно вино. Меѓутоа во науката, во ампелографијата и во енологијата постојат нијанси на црвено вино затоа што има црвено грозје, нема црно грозје. Во фолклорот нема песна со бело вино, сите се нема. рујно вино, црно вино, да. Има една, ќе го цитирам професорот Джапаровски од филозофскиот факултет, кој каже има само една песна за бело вино во македонскиот фолклор. А тоа е стената песна. О, бело, бело вино, зошто не си црвено? Добро, браво. Да. Ама јако добро се сеќавам, ме подучија дека постои уште една подсорта вино. Ние знаеме бело, црвено и розе. Сега да ти имало и портокалово вино. Вистина или е мит? Вистина е. Тоа е подкатегорија на вино, тоа не е категорија на вино. Категоријата тоа спаѓа во бели вино. Подкастов е подкатегорија на телевизиска емисија. Да. Orange wine или портокаловото вино е нешто како подкаст, веќе. Од што се прави тоа? Тоа се прави од бели сорти на грозје и категориски тоа спаѓа во бело вино. Но кога лушпите од белото грозје. Види, сега те прашам, ракија може да се прави, нели од грозје се разбира најчесто, ама прават и од разни други овоше, и од паркет може да се прави од таска. Може ли вино сем од грозје? Не знам се од паркет баш да се направи, ама од сливи, од дуња се прави, И кајсија и така натаму, има многу раки овошни. Кажи ми, сем од грозје вино не може да се прави од? Не, според законот за вино во Република Македонија и во останатите европски држави, вино е исклучиво ферментиран сок од грозје. Добро, и те прекинав извини за портокалово. Портокаловото вино е во категорија бели вина, меѓутоа како подкатегорија портокалово вино, зошто? Затоа што кога белото грозје во бело вино физички се отстранува, нема контакт со сокот, со ширата. Во случајот со портокаловото вино, љушпат или покожицата ја остава долго време, зборам за 3-4 па и повеќе месеци, да пушти антоцијани, односно бојни материи во виното и да го обои виното. Меѓутоа, при пуштање на тие бојни материи не екстрахира само боја. Се екстрахираат и така наречени феноли, ароматни материи, така натаму, така што портокаловото вино е доста тешко вака на вкус. Мириса на кора од портокал, мириса на кандирана смоква. Тоа е стоено бело вино. Тоа е така да кажем мацерирано, односно стоено бело вино и многу е популарно пред се во Словенија и во Австрија. Словенците, австриците се луди по него, има цели фестивали на портокалово вино. Во Македонија многу не е популарно, има една или две винари кои го прават. Дојдовме на самиот крај и оно што е и важно, можеби еден од главните поводи, иако не е само тој, што си денес гостин во нашиот подкаст, Винодонија, Скопски вински салон, а не фестивал. Зашо е салон, а не е фестивал? Тоа е број 1, број 2, 9-то издание, 9-та година,
Еден си реков од основоположниците, ако не основоположникот и главните иницијатори, од кај ти дојде идејата дека и Македонија треба, или Скопје, а и Македонија, не знам дека има друга винодонија, се оваа во Скопје, можеби други форми поинакви. Ама не е само салон, туку е каде што се, не знам, дегустираат вина и така натаму, туку е практично еден, како да кажам, празник на виното во кој се вткаени и поинакви содржини, други содржини, од едукативни содржини до забавни содржини. Едноставно, она што се вели, кој ќе дојде, има можност да и да дегустира вино, да биде, не знам, да присуствува на разни работилници, на разни предавања и така натаму, преку ден, а навечер и добро да се забаву. Да. Салон, правилно акцентирање, не фестивал, затоа што пред се е внатре, значи во затворена просторија, не е надворна улица на плоштад. Тој концепт е фестивал. Значи постојат три формати: фестивал, сајм и салон. Фестивал знаеме се, оние на улица, што несомнено треба да ги има Македонија, како и во секоја држава што ги има. Јас лично си одам на тие. Сајм е повеќе оној индустријски момент во хали, кај што има нели она B2B бизнис и така натаму, а салон е овој нашиот формат што ти го опишав, најчесто се случува во големите банкет хали на некои од нашите поубави хотели и попознати, така е кај нас. Девето издание, односно 9 години, како што кажа, една година прескокнавме календарскиот 10, меѓутоа една година прескокнавме поради нели пандемијата. Девето издание. 20-21 само. 20-21 во центарот на плоштад Македонија, хотел Мериот, така ли? Да. Од 16 часот до 22, сабота и недела, викендачки. Винодонија почнавме како основачи, односно ентузијасти од четворица, значи јас, Дејан Донев, Звонко Херцег и Ивана Симјановска, кој подоцна останавме само јас и Дејан Донев во организацијата. И вреди да се напомене дека винскиот салон Винодонија е првиот формат на салон од ваков тип во Македонија. Претходно имаше фестивали, меѓутоа немаше салон. И за жал Скопје каскаше, беше еден од последните градови, главни градови, па и спорени градови на Балканот, кој немаше свој така наречен салон. Белград имаше одамна, Загреб имаше одамна, Сараево, Подгорица има. Немаме концерт на салон и сајм, ама. Да, немаме ни сајм, да, тоа е вако. Надевам дека да. За други друга мисија ќе напиша тоа, да. Меѓутоа салонот беше еден вид некако природна потреба и на винската фела бранша, ако сакаш, меѓутоа и на градот. Се состои од два дела, како што кажа. Првиот е како да го наречеме, тој уживателскиот, значи таму е салонот каде што гостите, посетителите си плаќаат нели влезница, 1000 денари, добиваат сорвет на персонална чаша, она што го зборевме, како што треба исполирана, испеглана и така натаму, и влегуваат внатре и добиваат контакт и на некој начин пристап до преку 500 етикети на вино, македонски и странски, по преку 80-85 винари, македонски и странски. Се плаќа дегустацијата? Самата дегустација не се плаќа. Со самиот влез од влезницата добивате пристап до колку сакате и што сакате да пробате. Се разбира до проценка на енологот, односно на презентерот, колку ќе би стави. Да, обично се става многу мала количина за дегустација. Значи се става така наречена дегустацијска количина, а не количина за пиење, да. Се разбира, ако ви се допадне, секој пат може да се вратите и така натаму. Дискреционо право е на презентерот, односно на штандот, дали ќе ве одбие или ќе ве прифати, не можеме тоа да му го наложиме, но праксата покажува дека секој пат сте послужени колку сакате и што сакате. Многу вина ќе дојдат, Антонио. Значи ќе дојдат најдобрите македонски вина, секоја година тоа го прават, не само од големите винари, ни доаѓаат и така наречени средни винари, и ни доаѓаат мали семени бутик винари, кои во Македонија ги има се повеќе и тоа е исто за поздравување. Она што ми е многу мене битно, имаме гости од надвор. Имаме гости од надвор, имаме винари од пред се од Србија, Црнагора, Грција, имаме винари од Италија, имаме неколку винари од Шпанија, Франција, Нов Зеланд, Чиле, Португалија, Јужна Африка. Значи еден вински празник за секој вински љубител кој сака да раки, не само вино. И раки, браво, да, на неколку места имаме квалитетни дестилати, раки. И тоа е тој делот што е пропратен со музика во живо, убаво бенче, джез, салонска сол музика и така натаму, и десно имаме малце и еден така наречен гастрономски дел, каде што во фоаето
каде што можете да пробате квалитетни сувомеснати сирења, Сирења. кашкавали, намази, квалитетни од бадем, од тартуфи и така натаму, нешто што нели рековме ќе го пропрати, ќе го следи виното, и тоа е првиот дел. Вториот дел е спрат подоле, тој е малку по-сериозниот, тој академскиот дел, јас го викам, и тоа всушност и не одвојува од останатите, да кажам, ајде, фестивали или салони, да, гледаме да биде цело време тоа така, значи едукативниот дел е многу важен. Едукативниот дел се состои од така наречени мастер класови или ако баш сакаш на македонски предавања или работилници едукативни, водени од стручни и реномирани енолози, бренд менаџери од различни винари, сомалиери, мои колеги и така натаму, на различни теми. Еве, една од темите се представува регионот Бордо преку еден познато шато таму Ланесан, кој ќе биде исто представена преку своите архивски примероци, ќе се збори на некои стручни теми. Имаме одлична соработка со Земјоделскиот институт Скопје, пред се со реномираните професори Горан Миланов и Климе Белески, едни од нашите најзвучни имиња во индустријата и надвор од Македонија, не само Македонија. Имаме соработка со сомалиерите што се во Македонија и многу битна работа, имаме супер соработка со фирмите увозници на странски вина во Македонија. Тоа е многу битно. Зашто да се дали има слух државата за има Министерство за култура и туризам, колку па и винска култура. Нас не става, ние не сме во тоа, ние припаѓаме во на другото Министерство за земјоделство, што е за жал во последно време многу зборувано, нели? Чекај, ако е култура е и винската култура. Па да. Ако рековме посета на винари, сето тоа е нели е дел од туристик, од туризмот. Би требало да биде, за жал се уште не е, се уште спаѓаме во таа некоја капа под Министерството за земјоделство, односно таа е на Агенција за рурален развој, од каде што да, им благодарам, оваа година не до душа, меѓутоа претходните години имавме некоја финансиска поддршка од нив, оваа година не, се надеваме за следната, така што како и да е, Винодонија е самоодржлив проект, приватен самоодржлив проект, на кој, колку да звучи, можеби клише или наивно, не е профитот на прво место. Так. Да, ние наплаќаме, да, ние имаме трошоци, меѓутоа сето тоа е во второ позадинско место. Првото место, првата наша мисија е промоција и развој на винската култура и на винската сцена во Македонија, повторно не промовирајќи само македонски вина, туку промовирајќи вино, а не македонско вино. Значи тука да не се разбереме погрешно. Странските вина во Македонија допринесуваат кон развој на винската култура, затоа што ти како македонски винар или сопственик на винарија треба да знаеш таму негде на тој пазар што те чека. Какво е белото вино таму? Некој вика го рушат пазарот, ама не го рушат пазарот. Не го рушат пазарот. Пазарот ќе се доминира од страна на македонските винари, што е нормално, така и треба да биде. Нема никаква ниту тенденција, ниту па шанса да се оствари тоа. Домашниве се доволно квалитетни, а поевтини со други зборови. Веќе и не се толку многу поевтини, во меѓувреме има значително поскапување на македонските вина, негде со право, негде неоправдано, меѓутоа генерално не се работи толку за цената, туку што се работи за навиките. Значи ако за маркет продажба. Да, одредени, затоа што рековме да се навратиме на што е винска култура. Винска култура меѓу другото е конзумација на различни стилови и сорти на вино. Македонија колку да е добра, колку да е богата, ограничен е бројот на сорти. Нема се. Нема сите стилови на вино. Добро, никој нема се, ама добро. Па добро, оваа фамозната тројка буквално имаат се. Зборам за Франција, Италија, Шпанија. Меѓутоа генерално сакам да ти кажам дека нема тука никакво како да кажеме напаѓање врз македонските вина. Напротив, странските вина они треба да видат како еден, да речеме, ризлинг изгледа во Германија. Како еден ризлинг изгледа во Австрија, како се прави еден Совиньон Блан во Нов Зеланд. Затоа што и потора го споредат со својот и да видат дали се на вистински пат или не се на вистински пат. Ова едукативен делови работилници предања меѓу другото и тоа, да. Значи имаме една стручна, секој пат имаме една до две стручни работилници, се зборат за ензими, се збори за квасци, се збори за зрење виното, се збори за Тоа е тоа кој ќе заборавиш да го исклучиш телефонот во програма, ама седно, како и да е, и онака сме ни сами од крај. Александар Вучковски, ти благодарам за гостувањето во Ништо лично. Се надевам, откривме многу нешта, раскажавме многу познати, ама многу и непознати работи, разбивме многу митови,
потврдивме некои работи што личат дека се легенди, ама всушност се вистина и така натаму, и ви посакувам и годинава успешна винодонија, успешен скопски вински салон и здравје Боже да стигнеме до 10 до година на уште повисоко ниво и побогато, што ви рекла. Ти благодарам за гостувањето, да повторим уште еднаш. 20 и 21 декември, тоа е сабота и недела, од 16 часот до 22 на социјалните мрежи е објавена и нашата програма. Програмата едукативна со салоните, со работилниците почна малку порано, околу 12 часот. Видите секој што ќе го види нашиот профил на Facebook, на Instagram, Скопје Вајн Салон Винодонија, ќе ја види програмата и ќе може да си најде некоја работилница што му одговара. И Антонио, ти благодарам тебе на целава екипа што што ме викнавти, што си направивме мовет за виното. Сега разбивме многу, има секој пат уште многу да се каже, меѓутоа нормално. Така, ама бевме и верувам и доволно забавни, доволно едукативни. Апсолутно, ги повикуваме те и твоите гледачи и обожаватели да ни се придружат на Винодонија. Тебе лично да дојдеш и да наздравиме со чаша убаво вино. И може да наздравиме веднаш. Еве и сега ќе се наздравиме. Ај, фала ти. Да сме живи и здрави. Се гледаме. Благодарам. А вие, драги мои, да сте ми живи и здрави. Се надевам ќе се гледаме и следната година. Еве, нова година чука наврата што се вели, ама пред нова година дојдете викендов ако сте во Скопје, хотел Мериот, 20 и 21 сабота, недела, Винодонија, Скопскиот вински салон, место каде што се спојуваат вкусот на виното и храната, каде што се на сето тоа надоврзува убавата атмосфера, дружењето, уште поубавата музика и забавата, едноставно уживање за сите севетила. Бидете тука, бидете така, и денес со вас вашиот домаќин Антонио Димитриевски, нашиот и ваш денешен гостин Александар Вучковски, се разбира, вие без кои не можеме. Се гледаме за 7 дена. Чао!